Ѓорѓиевски и Александар Стојковски, кандидатите на ВМРО ДПМН за градоначалници на Скопје и општина Ѓорче Петров, синоќа најавија целосна реконструкција на паркот во центарот на општината. Овој парк зрачи со топлина, преполне со луѓе, детска игра и смеа. Тука се чувствува вистинскиот дух на заедништвото. Затоа, веднаш по победата на локалните избори, ќе започнеме со неговата реконструкција, изјави Ѓорѓиевски. Тој истакна дека ќе се вложат сериозни напори за изградба на нови и реконструкција на постоечките паркови со цел враќање на нивниот сјај и создавање повеќе јавни зелени простори за граѓаните. На средба со жителите на Хиподром 2, синоќа кандидатот за градоначалник на Газибаба од СДСМ, Владко Митовски, изрази задоволство од конструктивни идеи што ги добил од искрените разговори и позитивна енергија што ја чувствувал. Граѓаните според Митовски споделиле предлози и укажале на проблеми со чие решавање ќе се придонесе за подобрување на секојдневниот живот. Голема благодарност до сите што присуствуваа и активно се вклучија во дискусијата. Вашиот глас е важен и ќе биде дел од нашата програма за развој на општината. Продолжуваме секој ден во Ново Маало, напиша Митовски на социјалните мрежи. Кандидатура за градоначалник на Центар денес објави Билјана Ивановска, поранешна председателка на Државната комисија за спречување на корупцијата. Таа ќе биде поддржана од платформата Независни заедно, зад која стојат граѓанските иницијативи Шанса за Центар, Зелените за Газибаба и групација 398. Ивановска нагласи дека нејзината кампања ќе се базира на 3 столба. Првиот столб е одговорност, отчетност и транспарентност. Вториот е инклузивност, зашто секој граѓанин е важен. И третиот столб е заедништво и солидарност. Мојата визија е општина Центар да биде на граѓаните, а не на профитот, рече Ивановска. Независни за Карпош објавија дека на предстојните локални избори ќе излезат со граѓанска листа, притоа објаснувајќи зошто се откажале од идејата за формирање политичка партија. Остануваме на принципот дека самостојното делување ни овозможува да се прилагодуваме на секојдневните барања и приоритети на граѓаните во нашата општина. Таа флексибилност, која сметаме за клучна за нашата ефикасност, е многу потешко остварлива во рамки на поголема група или партија, каде процесот на одлучување е подолг и често ќе бара компромиси на сметка на локалните потреби, се наведува во нивната објава на социјалните мрежи. Од вчера јавното претпријатие Комунална хигиена започна со замена на дотрајните пластични контейнери со зафатнина од 3,2 кубни метри. На локациите каде што досега се употребуваа стари и дотраени садови, се поставуваат сосема нови садови наменети за одлагање на комуналниот отпад. Досега се заменети контейнерите на 20 локации во повеќе скопски општини. Од јавното комунално претпријатие најавуваат и дека во предстојниот период ќе продолжат со активностите за замена на старите пластични контейнери во сите скопски општини. Од Скопје наскоро ќе се лета директно до Келн, Мадрид, Стокхолм, Бари и Прага. Авиокомпанијата Визер веќе започна со продажба на билети за новите директни летови од Скопје. Директорот за комуникации на Визер Андраш Радо истакна дека проширувањето на мрежата од Скопје ја зголемува достапноста на авионскиот транспорт и ќе придонесе за развојот на туризмот и економијата во земјата. Министерот за транспорт Александар Николовски истакна дека новите линии ќе донесат повеќе туристи, бизнис можности и поврзаност со македонската диаспора. 100 странски гости се потврдени на фестивалот на креативен документарен филм Македокс, чие 16-то издание ќе се одржи од 21 до 28 август. Во тој период ќе може да се погледнат 75 документарни остварувања на 5 фестивалски локации, информираа на пресконференција извршниот директор на фестивалот Дарко Набаков, програмскиот координатор Петрула Велјановска и раководителот на индустри програмата Сара Феро. Набаков информираше дека мотото годинава е "Кому му е гајле за реалноста". Центарот за управување со кризи утрово информира дека се уште е активен пожарот во Националниот парк Јасен, каде како што наведува гори мешана шума. Според Автомотосојузот на Македонија, поради пожарот, регионалниот пат Р1106 Македонски Брод Скопје е затворен за секаков вид возила.
Скопје покрај сожештината летово мака мачи и со водата за пиење. Од јавното претпријатие Водовод и канализација секојдневно апелираат за рационална употреба на водата. Во таа насока од вчера екипи од претпријатието се излезени на терен за да детектираат случаи на нерационално користење на вода. Како што соопштија оттаму, екипите се присутни во сите скопски општини и оваа акција ќе продолжи и во следниот период.